Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Големата статуа била завршена. Била широка речиси 3 метри и висока 30 метри. Никој не можел да не ја види. Слушајте, царската заповед е за сите. Кога ќе слушнете музиката, треба да клекнете и да й се поклоните на златната статуа што ја подигна царот Навуходоносор. Кој нема да клекне и да се поклони, ќе биде фрлен во вжештена огнена печка. Се разбира, секој морал да се појави на осветувањето на статуата. Тивко, тројца мажи стоеле настрана. Тие не биле израдувани од таа покана. Пред многу години тие биле заробени и однесени од нивниот дом во Израел. Го изгубиле домот, но не ја изгубиле верата во Бог. И знаеле дека заповедта на царот отишла предалеку. Поклонување на идол никогаш. Сите клекнале и се поклониле на статуата, освен тројцата пријатели. Тоа привлекло внимание. Царе, ти заповеда дека секој треба да й се поклони на златната статуа. Тројца евреи не ти се покоруваат. Што? Не се покоруваат на мојата заповед? Донесете ми ги веднаш. Вистина ли е дека нема да се поклоните на златната статуа? Ќе ви дадам уште една можност. Ако пак одбиете, веднаш ќе бидете фрлени во огнена печка. Немојте да помислите ни за миг дека тогаш Бог може да ве спаси. Што би било поважно за тебе во овој миг? Твојот живот или да му бидеш верен на Бог? Тројцата пријатели не требало да размислуваат многу за прашањето. Ако нашиот Бог сака, навистина може да не спаси од огнената печка. Но дури и да не го направи тоа, ние ќе му останеме верни. Никогаш нема да се поклониме на идол. Тие мажи го сакале Бог повеќе од се. Навуходоносор се разгневил. Загрејте ја печката да биде 7 пати пожешка од обично и фрлете ги во огнот. Потоа тројцата пријатели биле фрлени во огнената печка. Било толку жешко што војниците што ги фрлиле внатре умреле од жештината. Царот се загледал во огнот. Гледам 4 мажи кои шетаат во огнот. Еден од нив има изглед на Бог. Царот ја отворил вратата на печката. Излезете слуги на семокниот Бог. Без да бидат изгорени, мажите излегле. Ниту косата им била изгорена, ниту имало мирис на оган на нивната облека. Бог навистина ги спасил од огнот. Го познаваш ли овој Бог кој може да направи такви чуда? Остани му верен, секогаш и насекаде. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!